Ароганцијата и самоувереноста на контроверзниот Илон Маск му се удира од глава. Пред неколку години тој ги исмеваше кинеските електрични возила, а сега бара западните држави да ги заштитат своите производители и со дополнителни давачки, и со тоа да ги спасат автомобилџиите од конкурентните и квалитетни кинески возила. На сцена стапи новиот Porsche Macan, исклучиво на електричен погон, а во годината кога Голф слави 50 години, бестселерот е освежен со фокус на инфозабавниот систем и рационализирани мотори. Ќе обврнеме внимание и на случувањата во Америка, од каде ни доаѓаат интересни вести. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. Аналитичарите се сомневаа, но Тесла ги надмудри сите. Модел Y стана најдобро продаван автомобил на планетава. Барем така тврди J2 Dynamics, според чии прелиминарни податоци лани за електричниот кросовер глобално се одлучиле 1,23 милиони купувачи. Тоа е значително повеќе од адутите на Toyota, популарниот RAV4 со 1,07 и поранешниот глобален бестселер Corolla со 1,01 милион единици. Огромниот пораст на продажбата на модел Y од 64% никој не го очекуваше. Се произведува во Америка, Кина и Германија, а пласманот значително му го олесни и агресивната ценовна политика која на одредени пазари го направи поевтино другите електрични конкуренти и за повеќе од 20%. Влијание секако има и репутацијата што ја постигна и покрај критиките за квалитетот на возилата на Тесла воопшто. Една студија од Америка многу добро покажува кое е вистинското расположение на возачите во однос на електрификацијата. Според неа, околу 8% од нив лани го замениле својот бензински автомобил со обичен или плагин хибрид, додека помалку од 6% преминале на струја. Забележливо при тоа е дека овие проценти долгорочно растат, најмногу во периодите кога цените на горивата биле високи. Аналитичарите кои ги пласираат овие бројки велат дека меѓу повеќето фактори за ова најбитно се трошоците. Според финансискиот дел од студијата, просечната месечна рата за ново бензинско возило во Соединетите Американски држави лани достигнала $675, а за хибрид дури и $5 помалку. За плагин возило пак таа се искачила на $800, додека купувачите на електрични автомобили плаќале во просек по $830 месечно. Најпопуларни меѓу хибридите биле Honda CR-V и Toyota RAV4, а меѓу електричните возила Tesla Model Y и Model 3. Илон Маск предупредува дека кинеските производители на автомобили ќе ги уништат западните ривали доколку не се постават трговски бариери. Извршниот директор на Тесла ги опиша кинеските брендови како исклучително добри и најконкурентни во светот. Маск предлага политичко-економските сојузи да наметнат трговски бариери за да го оневозможат новиот бран електрични автомобили што доаѓаат од далечниот исток. Според него, кинеските електрични автомобили
се исклучително добри, иако јавно ги исмејуваше пред само една деценија. Маск не е сам меѓу западните автомобилски шефови што е загрижен за кинеската закана. Како одговор на кинеската инвазија, Тесла ќе започне со производство во 2025 година на нов мал кросовер во моментов со кодно име Redwood, кој ќе се продава за помалку од $30,000. Дури и 4 години после донесувањето одлуката од 2035 година да се забрани продажбата на автомобили со мотори со внатрешно согорување не престанува да ги бранува духовите. Овој пат малку посериозно, бидејќи реакциите доаѓаат директно од политичкиот врв на Унијата, од Европската народна партија. Таа подготвува манифест со кој се повикува на ревизија на автомобилските еколошки планови и тоа што е можно побрзо. Иако оваа иницијатива може да се толкува како популизам пред европските избори закажани за летово, нејзиното значење сепак не смее да се потценува. Оваа партија е најбројна на сите нивоа на власта во парламентот, советот и комисијата, а нејзиниот лидер, чиј тим е автор на нацртот, е германски политичар со долгогодишно искуство по професија инженер. Според документот со моќна реторика, Европската народна партија ја отфрлува идеологијата на забрана, посочувајќи дека како ефект од тоа може да настане ситуација во која европјаните со децении ќе продолжат да ги возат своите стари автомобили на фосилни горива. Се нагласува избегнување на фаворизирање на специфични решенија, во овој случај електричните возила, и се бара да се зазеде отворен став према декарбонизацијата и да се овозможат различни алтернативи. Fiat 500 Electric го задржа лидерското место во продажбата на стариот континент во категорија на батериски електрични возила во АБ сегментот. Во 2023 година, речиси 65.000 клиенти во Европа се одлучија да го купат италијанскиот електричен автомобил и како и претходната година, тој е најпродаваниот мал електричен автомобил во Европа со пазарен удел од 14,7%. Првото место во овој сегмент го зазеде и во Германија, Италија, Шпанија, Белгија и Австрија. Во споредба со 2022 година, пазарниот удел на Fiat 500 Electric се зголеми за 0,3%. Севкупно, најпродаваното електрично возило на Stellantis Group забележа продажба од повеќе од 185.000 единици ширум светот од неговото лансирање во 2020 година и моментално се продава во 44 земји. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент, како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Ажурираниот Volkswagen Golf од 8-та генерација е представен без многу помпа. Иако освежувањето е по повод 50-тиот роден ден на моделот, за него се направени неопходни дизајнерски затегнувања и ревидиране изборот на моторите. Според плановите на стратезите од Волфсбург, оваа подмладување е последно со мотори на внатрешно согорување. Осмата генерација на Голф доби суптилни стилски промени. Предницата сега е поуредно и појасно исцртана од претходно, особено во основниот модел и во варијантите фокусирани на удобност наречени Life и Style, додека пак изгледот и опремата Airline и варијантите GTI и GTE изгледаат агресивно како и секогаш. Во кокпитот доминира нов централен екран кој е достапен со дијагонала од 10,4 и 12,9 инчи и представува вистински скок напред во споредба со претходниот модел. Има трајно програмирана лента со функционални копчиња чувствителни на допир на горниот и долниот дел од екранот, а лизгачите на сензорот под екранот конечно се осветлени. Немирните сензорски површини на воланот се минато, таму повторно има физички копчиња. Новиот инфозабавен систем, преку кого се контролираат бројните системи за асистенција, не само што е полесен за користење, туку и реагира значително подобро од порано. Погонскиот портфолио е реорганизирано. Од понудата е исфрлен 1 литарскиот 3-цилиндерски мотор и сега понудата започнува со 1,5 литарски бензински 4-цилиндраш од 115 конски сили, споен со рачен менувач со 6 степени. Истиот мотор е понуден и со 150 коњи. Во случај да сакате автоматски менувач со двојна спојка со 7 брзини, можете да добиете хибридизација од 48 волти. Во понуда се два приклучни хибриди кои овозможуваат до 100 км на струја. Тие се впарени со 2-литарски бензински мотор и 6-степен автоматски менувач со двојна спојка, кои имаат системска моќност од 204 и 272 конски сили. Помоќниот модел се нарекува GTE. Спортскиот GTI располага со 265 конски сили и сега е достапен само со 7-степен автоматски менувач. Дизелскиот топ модел GTD исчезна од понудата. Постојат само две варијанти, секоја со зафатнена од 2 литри. Онаа со мануелен менувач има 115 конски сили, додека со DSG е со 150 коњи. Volkswagen веќе најавува дополнителни изведби. Тоа ќе бидат помоќниот GTI Club, TSI со погон на сите тркала и врвниот Golf R со веројатно значително повеќе од 300 конски сили. Во понудата останува Golf варијант во сите верзии, освен плагин хибридната и GTI. Втората генерација на популарниот теренец Макан се оддалечува од бензинските мотори и за прв пат тој е целосно електричен. Специјалистот од Цуфенхаузен претходно има произведено и други електрични возила, но ова ја означува првата моделска серија која преминува од внатрешно согорување на електричен погон со батерии. На пазарот доаѓа во втората половина од годинава со голем број уникатни карактеристики наменети да го направат исто толку Порше како и Макан со турбо бензински мотор. Од дизајнерска перспектива, новиот Макан EV навистина изгледа многу слично како остатокот од неговото семејство. Се разбира, малку порасна, бидејќи сега се наоѓа на врвот на архитектурата премиум платформ електрик на Порше, која ја дели со Audi Q6 и Tron. Сега е долг 4786 мм или е подолг за 58 мм од претходникот. Исто така е за 76 мм повисок и цели 224 мм поширок. Се одликува со наклонета линија на покривот слична на купе и широки браници кои ги кријат неговите електрични основи. Зголемените димензии на новиот Макан EV резултираат со зголемен внатрешен простор. Задните патници сега уживаат повеќе простор за нозете, а секој нов Макан нуди и дополнителни 125 литри простор за складирање во споредба со верзијата со мотор со согорување. Од овој дополнителен товарен простор, 90 литри се наоѓаат под хаубата.
Секој Макан EV доаѓа со погон на сите тркала благодарение на електричен мотор на секоја оска. Тие се напојуваат со батериски пакет од 100 киловат-часови од 800 волти, кој има ажурирана хемиска мешавина и дизајн во споредба со Тајкан. Интегрираниот систем за управување со батерии овозможува полнење до 270 киловати, па тогаш од 10% на 80% би траело полнењето само 21 минута. И Макан 4 и Макан Турбо се очекува да имаат автономија поголема од 460 км. Порше го форсира својот технолошки пакет во внатрешноста на Макан подалеку отколку во претходните автомобили. Например, тој е достапен со трио екрани. Има 10,9 инчен инфозабавен систем во средишната позиција, уште една идентична 10,9 инчна единица достапна пред совозачот, а триото го комплетира 12,6 инчен дисплеј со информации за возачот. Се разбира, за оние кои предпочитаат потрадиционално окружување на инфозабавниот систем може да активираат минималистички режим. Брзината е нешто природно поврзано со Порше, па дури и со електричните возила. Макан го продолжува овој тренд. Основниот Макан 4 произведува 402 коњски сили и 648 Нм вртежен момент и од 0 до 100 км на час достигнува за 5 секунди, а крајната брзина е 219 км на час. Двете верзии можат ефективно да се претворат во кросовер со погон на задните тркала со испраќање на целата моќност само на задните гуми. Изведбата турбо е значително поатлетска. Таа испорачува 630 коњи и 1128 Нм. Тоа е доволно за максимална брзина од 259 км на час и спринт од мирување до стотка од само 3,3 секунди. За огромната моќност Порше вклучува голем број функции кои му помагаат да остане стабилен на курсот низ виоците. Секој Макан е опремен со заден диференцијал Порше Torque Vectoring. За купувачите на Макан Турбо постои уште една понапредна верзија наречена PTV+, која е уште понапредна верзија на оваа технологија која му овозможува на задниот мотор да функционира како заклучен диференцијал. Дополнително, двата модели нудат управување со 4 тркала, овозможувајќи им на задните да се вртат до 5 степени во било која насока за да се подобри стабилноста при голема брзина или радиусот на вртење во градски услови на возење. Двете премиерни верзии, Макан 4 и Макан Турбо, имаат стандардна воздушна суспензија со 2 вентили по амортизер. Во средината на годината Порше Макан EV ќе започне да се продава, но производителот уште не ја комуницира цената. Се очекува Макан 4 да биде поскап за 15.000 евро од актуелниот Макан со 2-литарски 4-цилиндричен турбомотор со 261 коњска сила, но тој не е толку брз и технолошки напреден. За Макан Турбо се претпоставува дека би бил под границата од 100.000 евра, но ова се само шпекулации. Од другата страна на Атлантикот господарат цилиндрите и се уште има нови обновени модели со мотори од 6 и 8 цилиндри. Таков е Cadillac CT5, кај кого електриката се сведува на акумулатор. Иконата Харли Дейвидсон објави нова специјална серија на Road Glide и Pan America со ревидирање на моторот наречен Milwaukee 821. Volvo за својата понуда на транспортни возила во Америка го лансира новиот камион VNL, кој е првиот на тамошниот пазар со благ хибриден систем. Додека Nissan сериозно ја разгледува можноста производството на својот таму најпродаван модел Rogue да го пресели во родната Јапонија.
Во средината на минатата година беше представена посебната изведба CVO Road Glide, а како аргумент за 2024-та доаѓа неговата уште подотерана ST верзија. Сега од моторот се цедат 128 конски сили и 193 ньютон-метри. Тоа е за 23 коњи и 24 ньютон-метри повеќе од веќе понуденото, а добиени се со зголемување на вртежите на моторот. Вака стопмениот агрегат е со највисок стандарден вртежен момент во Harley Davidson и ја носи ознаката High Output. Новиот топ модел не е само визуелно базиран на тркачките машини. CVO Road Glide ST ги има дополнителните поставки Race и Race Plus за динамично возење. Посебна карактеристика покрај црвените акценти на црниот мотор и графиката Screaming Eagle, која се протега од резервоарот до облогата, се елементите направени од видливи јаглеродни влакна, кои го прават секој примерок уникатен. Елементите на суспензијата Showa се целосно прилагодливи, а аудио системот испорачува 500 вати. Предјавачот е и целосно дигитален кокпит со 12,3 инчен екран на допир во боја, што е ново за оваа моделска година. Вистинските љубеници во марката секогаш ќе ги оправдаат дури и минималните дотерувања за да најдат аргумент да избројат 47.000 евра за посебното издание. Светот на големите тркала во Америка бавно се менува, а кога се менува, тешко е да се разграничи што е еволутивно, а што е револуционерно. Таков е впечатокот и со најновиот адут на тамошната филијала на Volvo Trucks, новата генерација на тешкиот влекач со ознака VNL. Иако ги има задржано сите основни карактеристики што ги дефинираат американските камиони од оваа категорија, кај него многу работи се сосема нови. Затоа и велат дека поставува нови индустријски стандарди во транспортот на товарни земјата. Типично конзервативниот изглед со долг нос е испеглан со суптилно заоблени рабови и модерни елементи. Оптимизацијата на аеродинамиката заедно со новите технолошки решенија ја подобруваат ефикасноста во потрошувачката на гориво за околу 10%. Сосема новата платформа е предвидена за примена на разни погонски опции, вклучувајќи ги електриката, водородот и дизел моторите кои работат на био или синтетички горива. За прв пат во северна американската транспортна индустрија применета инсталација од 24 волти, а новите активни безбедносни системи представуваат основа за потполно автономно возење. Новиот Volvo VNL ќе биде достапен со 6 конфигурации на кабината, од кои поголемите располагаат со целосно функционален простор за удобен престој на долгите трансконтинентални патувања. За овој камион, кој ќе се продава само на новиот континент, се предвидени 4 верзии на новата генерација Volvo D13 мотори во распон од 405 до 500 конски сили. Откако CT5 стана глобално најдобро продаваниот модел на марката, Cadillac ги лансираше неговите унапредени верзии. Лимузината, која е во производство од 2020 година, доби суптилни естетски корекции и помодерен интериер, но ги задржа истите мотори. Изменети се светлата, маската и браниците кои се забележливо поагресивни, посебно кај врвната Blackwing верзија. Во кабината е различен 33-инчен дисплеј за инструментите и мултимедискиот систем кој ќе прикажува и телеметриски податоци за возачот да може да ги анализира своето однесување на патот. Стандардната опрема вклучува прилагодливо ослонување, брембо со пирачки и електронска блокада на диференцијалот.
Покрај основниот дволитарски мотор со 237 коњски сили, Cadillac CT5 ќе биде на располагање и со 3-литарски твин турбо V6 со 360 и 6,2 литарски компресорски V8 агрегат со 668 коњи, кој на воодушевување на ентузијастите ќе се нуди и со мануелен менувач. Со него до 96 км на час забрзува за 3,4 секунди, а максималната брзина му изнесува 320 км на час. За останатите е резервирана 10-степена автоматика, а погонот може да биде само на задните или на сите 4 тркала. Му престои неизвестна иднина на американското производство на Nissan. Компанијата е пред тешка одлука која може да го смени текот на историјата на незиното 64 годишно присуство на новиот континент. Имено раководството на фабриката во местото Смирна во Тенеси побара од добавувачите да ги намалат цените во просек за 10, а некои за 30%, бидејќи заради високите трошоци одговорните од Јокохама планираат да го преселат производството на рог во Јапонија. Од економски аспект, ваквиот потек има смисла, бидејќи домашните фабрики на Nissan не се доволно искористени. Но тоа пак ќе го направи уште по-неисплатливо производството на останатите модели во фабриката во Тенеси, Pathfinder, Murano, Leaf и Infiniti QX60, бидејќи за рог се ангажираат речиси 40% од капацитетите. Време нема многу, бидејќи, иако наредната генерација на овој најдобро продаван модел на Nissan во Соединетите Американски држави се очекува во 2026 година, одлуката за тоа каде ќе се произведува ќе биде донесена наредниот месец. Покрај фабриката во Смирна, изградена пред 40 години во која работат 7000 луѓе, Nissan таму има уште 2 други погони. Но ова не е единствениот проблем со кој се соочува компанијата во Америка. Заради спласнувањето на ентузијазмот на пазарот, таа беше принудена да го одложи производството на 2 нови електрични модела. И тоа по трет пат, создавајќи доцнење од скоро 1 година, наводно под образложение дека треба да се подобри нивната конкурентност. Така, сега новиот датум за нивно лансирање е крајот на 2026-та, односно почетокот на 2027 година, ако повторно не дојде до некоја промена. За нивното производство се планирани инвестиции од $500 милиарда. Кога BMW го лансираше i3 пред една деценија, компактното батериско електрично возило представуваше голема промена за производителот. i3 имаше нов концепт на погон, нови материјали, ново производство и нов дизајн засневан на одржливост. Ниту еден конкурент немаше ништо слично. Но Е-класе ја представува најголемата инвестиција во историјата на BMW, бидејќи компанијата пак ќе лансира целосно електричен автомобил кој најверојатно се разликува од остатокот од автомобилскиот свет. Кај баварците Ное класе ја отелотворува транзицијата кон електрична и дигитална мобилност. За таа цел беше развиена посветена архитектура од 800 волти. Во срцето на системот се наоѓа високонапонска батерија која нема модуларен дизајн. Наместо да е поставена на основна плоча, батеријскиот пакет е дел од структурата на телото на возилото за да се намали тежината и трошоците за склопување. Воедно, BMW ќе се префрли од призматични на цилиндрични келии и ќе профитира од подобрено пакување, помалата вкупна висина и поголемата енергетска густина. Во моделите Ное класе, DB ќе има шестата генерација на BMW eDrive. Новиот систем е полесен, покомпактен и повеќе од 40% поисплатлив од верзијата eDrive што се користи денеска. Неговата потрошувачка на енергија се предвидува да биде 25% помала од денешната верзија. Електричната архитектура е дизајнирана да го покрие целото портфолио на производителот на автомобили. Технологијата Ное класе ќе подкрепи 6 модели пред крајот на деценијата.
Кон крајот на 2025 година треба да се појави iX3 и ќе се произведува во новата фабрика на BMW во Унгарија, додека продолжената верзија ќе се прави во Кина. Во 2026 година BMW ќе започне со производство на лимузината со големина од серијата 3 во фабриката во Минхен. Подоцна производството ќе започне во Мексико и Кина. Истата година се очекува седанот со купе форма iX4, а во 2027 треба да се појави неговата караван верзија. Шестиот планиран модел е компактен кросовер кој најверојатно ќе го замени iX1. Со доаѓање на нове класе, BMW ќе воведе нова номенклатура за да ги избегне забуните на клиентите за време на транзицијата кон електрична ера. Електричниот седан со големина од серијата 3 ќе биде означен како i320 или i330 во зависност од спецификациите, додека автомобилите од серијата 3 ќе бидат означени како 320 и 330, отфрлајќи го и за бензинските и Д за дизел верзиите. Сите производители се свртени кон електричниот погон, но никој не е подготвен да се дистанцира од класичните мотори. Како стојат работите, тие уште ќе бидат во фокусот на интересот, особено поради новите технологии на горива кои ќе ги направат многу повеќе еколошки отколку што се сега. Ви благодарам на вниманието. До следната сабота ви посакувам секое добро. До гледање.